бевме топ град на црните листи на сите портали, на сите медиуми. Секој ден црната хроника беше одбележана со некој настан од Прилеп. Прилеп е рекордер по број на запалени возила и неоткриени сторители. Прилеп е, мислам дека единствениот пример во светот каде што висок полициски службеник, односно командир на полициска станица, беше вплеткан во транспорт на 800 килограми опојни дроги. Исто така слушнавме пред известно време дека и Прилеп бил град во кој што опозициониот лидер, токму како што вели и амандманот, бил следен со дронови за да ја следи неговата активност, што навистина во едно демократско општество е недозволиво. За да последно пред неколку дена бидеме сведоци на тоа дека тројца високи полициски службеници учествувале во нелегални активности и добија отказ од Министерство за внатрешни работи затоа што учествувале во издавање на дозволи на лица на кои што не ги исполнувале условите и критериумите. Се предпоставам дека за тоа и платиле одреден надоместок и ни повеќе ни помалку началникот на надворешната канцеларија за криминалистички работи вплеткан во ова, што значи дека комплетната полициска структура во Прилеп била вмешана во нелегални активности, што е недозволиво. Од тие причини сметам дека и ова е оправдано потполно, што по иницијатива на новиот министер за внатрешни работи треба конечно полицијата да ги врши работите за кои што е задолжена, а тоа е да се грижи за јавната безбедност и мирот на граѓаните, да се грижи да работи во насока на спречување на криминалот, а не да биде иницијатор, односно директен учесник секој полициски службеник во нелегални активности. 238% изголемен буџет за полицијата навистина е бројка за поздравување и сметам дека со вакви едни средства и добивање на оперативно-технички средства кои што ги користи полицијата ќе имаме навистина зголемена безбедност, а посебно за мојот град од каде што доаѓам и веќе се чувствуваат промените, односно еве горе долу излезе на површина на што последниве 7 години го зборувавме ние жителите таму, меѓутоа еве конечно дојдовме до ситуација да овие работи ги дознае јавноста и конечно тргнеме по патот на она што значи вистинска работа и професија на полициските служби.